Замислете државата во која што граѓаните се директно вклучени и придонесуваат во процесите кога се носат одлуки кои што ги непосредно засегнуваат. Тој придонес на граѓаните во суштина ќе значи дека законите и одлуките се донесуваат со нивно учество, кое што придонесува да тие закони и тие одлуки, тие политики одговараат на потребите нивни, ги решаваат нивните проблеми на најширок спектар од области. Нема област во која што правото не е поврзано. Можеме да почнеме од права на деца, можеме да одиме од права на лица со попреченост, социјална заштита, животна средина. Во сите овие области правото е игра мощна важна улога. Лицата кои што имаат попреченост со видот, односно слепите лица, во неколку градски средини, пред се Штип, успеа да издействуваат да сообраќајните знаци бидат поставени согласно нормативите за градба на крајот на тротоарот. Инаку претходната ситуација беше да тие сообраќајни знаци се поставуваа на средината на тротоарите кои што значително им го отежнуваа движењето на овие лица. И не можеме да очекуваме дека овие лица би биле независни и би функционирале ако самото општество не придонесува да инфраструктурата во која што тие лица се движат низ јавните простори го ограничува нивното движење. Ефектите кои што беа споделени на страна на лицата во Штип беа дека тие се чувствуваат посамостојни и понезависни во движењето низ градот. Го приврши пред некое време проектот Заедно постигнал за подобар живот, проект подржан од Македонско удружение за млади правници во Скопје со средства од Европската унија. Целта на проектот е да се воспостави комуникација со работка со локалната самоуправа на Штип, Радовиш, Пробиш, Штип, Карвинци, Куманово и Гостивар со крајна цел лобирање за подобрување на инфраструктурата во овие градови. Поточно дислокација на вертикална сообраќајна сигнализација во градовите за полесно движење на слепите лица и лицата во колички по патеките обележани за пешаци. Со тебе креираме влијание за подобар живот секој ден. Само заедно можеме да направиме влијание. Влијание за подобар живот секој ден.